Се обезбедуваат дополнителни 1,8 милиарди денари за Фондот за здравствено осигурување, Фондот за пензиско инвалидско осигурување и Агенцијата за вработување. Со овие средства, освен непречено реализирање на обврските нови институции, се очекува и етапно намалување на долговите на здравствениот систем. Се обезбедува финансиска поддршка на општините во висина од 3,020 милиарди денари со цел намалување на доспеаните, а неплатени обврски на општините и единките корисници основани од единиците на локалната самоуправа од областа на образованието, културата, детската и социјалната заштита. Околу изборите постои начин, значи тие да се финансираат преку, значи дури да нема ребаланс, до сега имало предвремени избори, значи тие обично се обезбедувале преку функции на држава и тоа нема да биде никаков проблем. Доколку сега ме прашувате за буџетот за 2019 година, ние работиме, ги завршивме сите оние потребни состаноци со сите буџетски корисници и владата ќе го достави во законскиот рок до собранието, но сега, доколку има избори, ние се подготвуваме и различни сценарија, сме подготвени во секоја варијанта, како Министерство за финансии, државата да ги исплаќа сите своји обврски, дури да влеземе во времено финансирање во 2019 година, државата своите обврски ќе ги исплаќа, имаме такво сценарио и подготвени сме да го реализираме.